Обвинување на релација власт-опозиција, но и барање за интерпелација за Тошковски. Расправата во Законодавниот дом речиси во текот на целиот ден се одвиваше во насока на барање политичка одговорност од страна на опозицијските партии. Тошковски пак во интерпелацијата гледа обид за ситно политичко поентирање на политичките опоненти и тврди дека немало селективна правда и дека точките на кои левица ја темелеше интерпелацијата се неосновани. Дури 5 од 10 точки се однесуваа на трагедијата во Кочани и дискотеката Пулс. Останатите точки пак се однесуваа на скандалот со знамињата, марихуаната во Карбинци, но и обезбедувањето на премиерот Мицковски. Интерпелацијата ја темелиме на 10 основи, од кои 5 се поврзани со трагедијата во Кочани, а останатите 5 се промашувања и непрофесионални действија кои не се поврзани со Кочани. Првиот основ е немањето никаква контрола врз дискотеката Пулс, што е изречито законска обврска на Министерството за внатрешни работи. Сето ова ужасно смрди на едно владино прикривање и попречување на правдата со цел да се заштитат сопартици и неспособни партиски полтрони. Секој обвинување за селективност е или резултат на непознавање на основите на ЗКП или свесен обид за политичка манипулација. Во однос на обвинувањата, поврзани со употреба на пиротехнички средства, јавноста мора да знае неколку недвосмислени факти. Секој кој планира употреба на пиротехника на јавен настан има обврска да поднесе најавено барање до Министерството за внатрешни работи и за истото да добие согласност. Во случај со дискотеката во Кочани, такво барање за употреба на пиротехника никогаш не било поднесено. Барање одговорност, но и критики за работењето, меѓу кои последниот настан со братот на градоначалникот на Газибаба, одговорницата изнесоа и пратениците на СДСМ, Европскиот фронт, пак со став дека многу прашања поврзани со настаните во Кочани остануваат неодговорени и јавноста заслужува одговор. Парламентарното мнозинство пак со став дека Тошковски ги апсел сите инволвирани, како што рекоа, неселективно. Глас за интерпелација на министерот Панче Тошковски не е прашање на политика, туку е прашање дали ќе ни ја биде државата, дали ќе има правда, безбедност и сигурност. Панче Тошковски овде во Македонското собрание велеше: брат да ми е, ќе одговара. Па еве еден брат, господин Тошковски, на градоначалникот на Газибаба, Бан Стефковски, секако од ВМРО ДПМН. Фатен на радар, како летал среде град, го стопирала полицијата да го казни за брзо возење, се јавил во МВР и го пуштиле. Зошто интерпелација за Панче? Затоа што испоапси и наши, и ваши, затоа што се апси неселективно? Затоа ли? Граѓаните ве прашуваат, каде бевте вие, каде беа структурите кои што требаше да вршат контрола? И каде беше државата? Ние од вас слушнавме само една фраза: живееме во гнило општество. Со сета почит, тоа не е доволно, бидејќи вие не сте коментатор или аналитичар. Ова е втора интерпелација за Тошковски, откако првата ја преживеа, беше поднесена од Европскиот фронт. Левица на седницата бараше да бидат пуштени и родителите на загинатите во трагедијата во дискотеката Пулс, но собранискиот спикер Гаши сметаше дека тоа е несогласно протоколите и дека за тоа е потребна најава од претходно.